Денеска во ресторанот Амор се одржа завршниот настан од проектот STEM Kids на Erasmus Plus програмата. На настанот присуствуваа представници од образовните институции, локални представници кои ги проследија резултатите и активностите во рамки на реализацијата на проектот. Во име на градоначалникот Липчо Папазов присутните ги поздрави Голубина Ѓоргиева од локалната самоуправа на општина Кочани, која истакна дека општината ќе продолжи да дава поддршка на вакви проекти кои се од големо значење за образовниот процес, особено во предучилишната возраст. Полека но сигурно, нашата општина станува лидер во државата кога станува збор за проекти од областа на образованието, финансирани преку Erasmus Plus програмата, што секако ќе придонесе да поголем број од наставниот кадар, како и многу ученици во нашите образовни институции, добијат можност да се запознаат со новите образовни методи. Преднос на искуства и добри практики, овозможени во рамките на проектот од Erasmus Plus програмата, исто така имаат свое значење во напорите за подобрување на образовниот процес, што е цел на секоја локална самоуправа. Имплементацијата на нови иновативни наставни техники е посебно важно за новите генерации на ученици, за тие уште од нивната најрана возраст успешно се прилагодат на новите високотехнолошко и дигитално општество во кое ние денес живееме. Ова доведува до дополнителна вредност на проектот STEM Kids, за кој денеска сме овде присутни, бидејќи е посветен на нашите најмлади сограѓани, вклучени во образовниот процес, децата од детската градинка Павлина Велјанова, која преку проектот доби соодветни обуки и нови наставни средства, зашто по успешно спроведување на наставната програма во така нареченото STEM образование. Директорката на детската градинка Павлина Велјанова, Јованка Ефтимова, го истакна значењето на овој проект и придобивките од него. Голема чест и задоволство е да се биде начело на образовна институција во моментот на успешно реализиран проект со транснационален карактер. Иако моето стапување на функција како директор во детската градинка Павлина Велјанова се одвиваше при крајот на реализацијата на проектот, но сепак имав доволно време да се запознаам со целите на проектот и секако со реализираните активности. Од мое лично искуство како наставен кадар, доволно сум запознаена важноста на примената на едукативниот метод учење преку работа, што би рекле ние во градинката учење преку игра. Ваквиот метод овозможува на наставниците, воспитувачите, далеку полесно да ги представат планираните образовни теми, а и за самите деца да многу полесно ги прифатат истите и да ги добијат потребните знаења и резултати. Набавената опрема за научни теми, како магнетизам, електрицитет и други, потоа набавената опрема за усвојување на поимите на енергетска ефикасност и секако опремата за запознавање на децата од предшколска возраст со обновливите извори на енергија е и ќе биде од големо значење за поквалитетен образовен процес во нашата установа и за воиднина со идните генерации. На крајот присутните имаа можност да проследат кратка презентација за активностите кои се реализираа во градинката, како и презентација на новите уреди кои се обезбедени преку овој проект.